За само 2 дена во Скопје беа срушени 3 дивоградби, 2 во општина Центар и 1 во општина Киселавода. Градоначалниците на град Скопје и на општина Центар уверуваат дека ова е само почеток на една поагресивна акција за рушење на дивоградбите, кои што го узурпираат јавниот простор. Остатоци од градежен материјал на местото на довчерашните угостителски објекти. Ваква е сликата во Дебармаало по акцијата на општина Центар за уривање на доградби на јавен простор. До сега се урнаат 2 дивоградби, но градоначалникот Горан Герасимовски вели дека нема да дозволи узурпација и акцијата ќе продолжи. Јавните површини во Центар им припаѓаат на сите граѓани и нема да дозволиме да станат приватен имот поради самоволие. Ова е порака дека редот мора да важи за сите. Продолжуваме со акцијата за расчистување на дивоградби низ општината, нагласи Герасимовски. За акција за уривање на дивоизграден објект во Киселавода со видео на социјалните мрежи, информираше и скопскиот градоначалник. Ги отстрануваме бесправно изградените објекти. Нема повеќе узурпација. Ова е процес во кој сите сме партнери, напиша Георгиевски на Facebook и ги повика граѓаните да пријавуваат. Ги прашавме и граѓаните дали веруваат дека акцијата за рушење на дивоградби ќе продолжи и во иднина. Дел од нив се оптимисти, а другите пак веруваат дека ова е акција со краток рок. Се сложува дека треба крај да се стави на дивоградбите. Дај може да продолжиме, ето 30 години кај беа до сега. 30 години кај беа до сега. Тоа е најстрашното. Во ред е окей, паметно е, меѓутоа до кога? Јас мислам дека ќе се стави ред и дека редно е да се стави ред. Оваа најнова иницијатива се надоврзува на предизборното ветување за темелно чистење на градот, со акцент на јавните простори, инфраструктурата и функционалноста за сите граѓани.